Под мотото "Заштити, спречи, вакцинирај" од 22 до 26 април во Кривопаланичкиот здравствен дом Димитар Арсов се одбележува Европската недела на имунизација. Со цел да се подигне свеста за значењето на вакцините како најисплатлива јавна здравствена превентивна мерка со која се елиминираат или редуцираат на минимум многу заразни болести, одделението за вакцинација при здравствениот дом преку 3 медицински тима во текот на неделава реализираат повеќе акции. Базичниот тим е составен од медицински сестри и доктори, активиран е и рурален доктор, како и поливалентна патронажна служба, составена од патронажни акушерки. Основната задача на оваа медицинска екипа во рамките на неделата на имунизација е да се откријат оние социјални групи, односно лица кои се невакцинирани, со главен акцент на ромската популација. Од одделението за вакцинација засега информираа дека имунизацијата кај ромската популација од Крива Паланка е регуларна и навремена. Како дел од активностите беше одржан и семинар на кој стручните лица пошироко се информираа за начинот на производство на вакцината, како и предностите од нејзината употреба во здравствената заштита на луѓето. Медицинските работници од одделението за вакцинација во Крива Паланка велат дека во однос на регуларноста и исправноста на вакцинирањето на децата не постојат никакви проблеми, односно имунизацијата опфаќа покриеност од 99%, додека во државата опфатот изнесува 95%. Докторите засега не наидувале на родители кои не сакаат да ги вакцинираат своите деца. Инаку родителите кои одбиваат вакцинирање на децата се казнуваат со 500 евра по пријава на инспекцијата и засега повеќе од 200 случаи во државата се на суд за одбивање различни видови вакцини. Годишно во Македонија се вакцинираат околу 150.000 деца на различна возраст, а она што е актуелно на глобално ниво се поливалентните комбинирани вакцини со кои децата се имунизираат со 5-6 вакцини одеднаш со цел да се намали бројот на боцкања кај децата. Европската недела на имунизација во нашата земја се одбележува од 2006 година, од самото нејзино востановување од страна на Светската здравствена организација.